По пауза од 6 години, Охридско повторно се издава под концесија, но наместо еден, овој пат со езерото ќе стопанисуваат 7 здруженија. Министерот за земјоделство Трипуновски официјално потврди дека постапката е веќе завршена. Езерото е поделено на 7 риболовни зони, и тоа Радожда, Калишта, Струга, Охрид, Воска, Пештан и Трпејца. Останува да се потпише договорите со правните лица кои во наредните 12 години ќе стопанисуваат со езерото. Спортските риболовци со поделени мислења. Некои сметаат дека ќе биде тешко да се контролира работата на концесионерите. Стопанисувањето со езерото е вносен бизнис и државата не смее, како што беше досега, да им го дава враце Охридско на луѓе кои единствено водат сметка само за приходот кој го остваруваат, стопанисувајќи со езерото, не водејќи грижа за заштитата на рибната популација. До сега не може да ги контролираат еден концесионер да контролира што се правеше, како ги контролираат 7 концесионери. Па тие ќе се спотепат меѓу себе во езера. Од ресорното министерство цена дека на овој начин ќе има подобра заштита на рибниот фонд од рибокраците кои ги сотреа пастрмката и белвицата. Видете, оно ја што како министер за прв момент ќе го преземаме е зголемување на капацитетот на инспекторите од земјоделскиот инспекторат, кој што ќе значи прв сигнал дека навистина сакаме да го враќаме редот на користење на рибите од Охридското езеро. Нормално во текот на наредните месеци се размислува и да се зголеми техничката опременост на инспектори со цел да се елиминира злоупотреби во овој дел. Трипуновски потенцира дека во периодот кој следува ќе мора од корен да се менува законската регулатива, но не само кај нас, туку и во Албанија. Оти само така ќе успееме да го заштитиме рибниот фонд на Охридското езеро. Факт е дека посебно во Албанија нелегално се ловат големи количини пастрмка. Па некаде од 500 кг до 1 тон неделно, ова и дневно се лова. И тоа се шверцува во Албанија, се носи одовде белвица, таму се носи пастрмка, значи цвета рибокрасото, цвета нелегалниот риболов и кафаните исто така треба само да се појде во кафани, не продаваат кој неколку килограми пастрмка охридска, а немат од каде да ја набават. Сознанијата со кои располагаат природонаучниците од Хидробиолошкиот завод, а се резултат на спроведените истражувања, покажуваат дека е загрижувачка состојбата со ендемичните видови риба. Згорана се, погубно беше и тоа што се досега 6 години поред не се вршеше ниту вештачко порибување на езерото, наводно поради административни и технички проблеми.